Македонскиот джез музичар Владимир Василевски четкар денеска мое друштво во Без маска да напрошта малку низ Охрид. Стига на велосипед. Се радувам што се гледаме после долго време. Да. Јас и ти всушност се познаваме 18 години. Во детска градинка кога се запознаевме, да, памтам. Да, малце бевме поголеми, ама 18 години се некако си правиме полнолетство оваа година. Да, бога ми, точно. 18 години пълнолетни сме сега, можеме и да се напијаме по нешто, дори да прославиме. Ти да со твојот велосипед, ама јас никогаш те немам прашано. Ти возачка имаш воопшто, возиш или не? Имам возачка, ако тешко е да повервиш, бидејќи никој па немам возено. Јас положив и заминав на студија и никој па не влегов в коло. Никој па не возев. Со Точачево, секаде, На и сите во Македонија и надвор од не, да. Ништо, да почекаме да се тргне групава позади нас, изгледа денеска Охрид е пол со туристи Така и изгледа. одиме на кафе. Фала ти што не донесе покрај езеро да пиеме кафе. Ти ми кажеш дека ова ти е едно од омилените места каде што знаеш да дојдеш да се релаксираш. Прво, добре дојдовте, многу ми е кек што се гледаме после неколку години, така? Да, Охрид секој место е убаво вака покрај езеро, меѓутоа ето го почитувам, го сакам Ноа и стално си идам тука на кафе, имате одлична храна исто и многу згодно е близко до площадот. Со Точаков си одам секаде и си правам пауза тука, еден стоп. Висагите си ги земам со мене и... Па после си продолжуваш. Да. Луѓето што те познаваат приватно, ме луѓето што те следат по социјалните мрежи знаат дека си цело време на Точак. Ти возиш Точак низ Охрид, возеше Точак едно време во Њујорк. Тебе уствари пандемијата те фати во Њујорк, нели? Да, Тамо почна. така, Меѓутоа, каква е културата, сообраќајната култура во Америка и кај нас? Па, јас Точак обожавам да возам, мислам дека тоа е најубавото превозно средство и све повеќе луѓе што го практикуваат велосипедот како дел од својот живот, ке немаат проблеми нервози со паркинзи, ке релативно исто е, например во Њујорк да патуваш со Точак или со кола, побрзо ќе стигнеш со Точак до дестинацијата ради огромните гужви. Од аспект на култура на однесување, ако видиш некој велосипедист, горе долу секаде ќе најдеш културни луѓе, секаде ќе најдеш некултурни луѓе. Стално си го возам Точаков и мислам дека тоа е, тука дури компонирам на него во себе си. Апсолутна слобода е, Адријанче, си возиш, се гледаш во местава и ти доаѓа некаква идеја. Да, неверојатно дека тоа движење ти ја промени вака, те некогаш ти помага да се фокусираш со самиот себе си. Една работа што е иста и за Њујорк и за Охрид, тоа е крадењето точаци. Тебе ти го украдоа точакот сред пандемија од влез во твојата зграда. Дали некогаш го најде? Па, искрено ќе ти кажам, немам никој пат имано искуство јас лично со крадење точаци во Охрид, меѓутоа знам луѓе кои имале. Меѓутоа во Њујорк 3 пати ми името крадено точак, 2 пати седло, предна гума и така натака. А точакот во сред пандемија кога ми го украде, тоа најпаќе ме погоди. Затоа што сите намирници, сите работи се пазарев со Точак. И прво го оставав пред вратава, пред влезов да се го испарскав со хидроген пероксид. Тоа што обсесирани бевме, после тоа никому не ме гајле секој 5 пати го пативме до сега сите вирусов, така е, мислам, така е зборот, да. Така е зборот. Али тогаш беше паника. Тој првиот бран, стварно беше малце како некој хорор, трилер сценарио и јас го оставав да се исуши од тоа прскањето и почнав да си кувам во кујнава, излегувам да го приберам. Точакот го нема. Безбедносниве камери ми го покажаа човеков со она худи, како се кажува тап, си работата вика, ако сакаш оди полиција, никај па нема да го најдеш. Ти после ренташе Точак, мисламе дека со рентан Точак се движеше, купив Точак што беше ставен како украс во еден кафич и викам дали можеш да дали ќе е проблем да ми го продадеш Точаков на газдава, дека нема проблем, ми го продаде стар фуд, како си каже,
Але Fuji, да, стар јапонски точак од 70-тиве години. И ти издржа, не се распадна? Не го реновирав, скоро мислам го, не сум на мајстор, ги замена сите делови, така да сега е супер, имам класика. Како изгледаше возењето точак во Њујорк во времето на пандемија? Заради тоа што ти знаеш често добиваш видеа од Менхетан, од Таймс Сквер, од местата каде што беше врвулица од луѓе, и сега одеднаш Њујорк од најживиот град во светот стана град на духови. Тоа е нешто што никој пат во животот повторно нема да се деси. Јас сум дури сега среќен што ме фати пандемијата таму. Видејќи толку се селеа од Њујорк што немаше веќе ни комбиња за селење. Све испразна, преку ног, авенииве беа празни да не можеш да видиш буквално полицаец. Јас возев во спротивна насока од авенииве. Ги гледав зградиве, архитектурава, арт деко. Значи преубав градови, тоа што видов колку е убава архитектура, знаев дека е убава. Меѓутоа сите финеси, ако ги гледаш ке те удри некоја кола. Да, некако напред гледаш, никогаш горе. Точно, и пазиш да, меѓутоа сега можеш да возиш сред авенииве, 5-та, 6-та авенија, значи буквално цел Менхетен го вртев, тоа беше задоволство. Без да има проблем. Дури Елениве почна да иде на Џорџ Вашингтон Бридж, кај што е поврзан со Палисадес национални парков, тоа е исто како за патеки, за пешачење, за точаци. Тоа е во делото Њу Џерси, поврзи Џорџ Вашингтон Бридж ги поврзи Менхетен и Њу Џерси. Во тој дел има едно искуство прекрасно. Меѓутоа, осамен си, знаеш, јас заглавив сам баш во станов и на сите му беше тешко, али посебно таму да заглавиш, да не можеш да патуваш, да не можеш да се вратиш. Со кого да се видиш. Така, 8 месеци бев сам стан, не беше лесно. Ти и во тие времења кога објавуваше слики од видеа од Њујорк додека возиш, ама после тоа и кога стигна во Охрид, значи продолжи со истата рута. Да. И на повеќето од тие видеа ја пееше народната Бог да бие Русе. Не, Добро, тоа во Њујорк беше, зошто? тоа во Њујорк беше Бог да бие Русе. Ама и тука ја пееше. Тука не, тука По планина се сеќавам. Може да се Имаше едно видео од планина на Охрид ја пееше. Зошто уствари од сите песни баш не ја избра? Не, има прето на јас за Зарина, после за Русе, па кога завршив за Русе, за Фанчо и Декалишта, става да кажам да ти е поинтересно, мислам, во тие моменти те држи таа една ведрина која во духов мораме да ја најдеме или да ја измислиме, бидејќи така е поподносливо. Таков еден период како што беше тој период баш лош, поподносливо беше со такви некои зафрканци, со хумор секојдневен. Бог да бие Русе, си реков ќе звучи интересно во Њујорк, во Менхетен. Почна да ми ја барет после настапи како хумор. Кажи ми, луѓето колку знаат дека ти со точакот одиш и на подалечни дестинации? Значи патуваш Грција, патуваш во Албанија. Која е најдалечната дестинација на која што си стигнал со велосипед? Па сега јас кога одам и Тајланд и Камбоџа, точак изнемам и возам Пном Пен, Сием Рип, ги возам сите храмови таму што се, значи многу сум имал авантури. Мене не ми е поентата да само возам далеку, така сум го возил и Пелопонес, Епидаврос, Навполи, тие делои таму, Метеора, Ламија, Волос. Како стигнуваш до таму? Стигнуваш со кола, па после со точакот продолжуваш или да речеме до се Битола, нарамуваш со ранецот и тргаш до на Лерин, пат? пример, возам. Добро. После од Лерин воз и одиш до Атина и после од Атина возиш повторно. Значи така, за да може да ги видиш тие дестинации што ги сакаш, а да заштедиш време. Тргаш сам на тие авантури или има некој со тебе? си одам со партнер по некој пат. Најчесто со партнер си одам сам, не, никој пат. Да. Али во секој случај не се оди сам на такви авантури затоа што убаво е да имаш некој да ти помогне ако нешто се случи. Да, ако се дупне гума, знаеш да смениш, бараш вулканизер. Не сум баш толку стручен за тоа, меѓутоа ќе се научам и го заборавам после тоа. После случува кога ќе ти се деси некоја незгода по пат? Пак е најши велосипед, вулканизер. Ево сега пред повеќе од пола година бев во Тиквешијава и случајно паркирав и трња. Не сум видели двете гуми, а немаше резервна доволно за двете, јас само една имав за жал. Ама се погоди да ги пофалам тие од Демиркапи, од Queen Maria Вајнари ми помогна, точаците в комбе
не однесоа в неготино, таму имаше некако на брзина не ги поправи и така да ќе се снајдиш, ако сега Сега ти ми кажа дека го обожаваш Канео. да, Така да ќе тргнеме ние полека натака, ма прво да си го испиеме кафето и следната дестинација ни е... следната дестинација е Канео, значи таму тој дел Лабино, Канео, Потпеш, еден волшебен дел на волшебниот рит, што толку ме инспирирал цел живот и толку многу приказки, толку многу легенди се случиле тука. Бидејќи не смееме да заборавиме, ова не е само езеро, како пример Комо во Италија. Луѓе го забораваат дека езерата во Швајцарија или Комо да се стари од глацијален период, 10.000 години, наспроти неколку милиони години. Значи овдека природава и езерова воделе љубов со милиони години. Све е убо исклесано. Карпите, драматичноста таму кај после градиште Заум, Трпејца, сите тие делови. Затоа е ова толку место посебно, затоа има толку автентични врсти на риба, на жив свет, на нешто што постои само тука и на ни на друго место во светот. Затоа е толку волшебно. Затоа стално со толку љубов зборувам за езерото. Ништо, пиеме кафе и продолжуваме понатаму. Да, така. Ајде, полека на кај Канео, додека да стигнеме таму да ти поставам уште неколку прашања. Ти пред неколку дена имаше концерт во Љубаниште. Да. Како си поминуваш ти на твоите концерти? Па овој концерт беше доста стресен, бидејќи во почетокот имаше лоша најава за времето, па еднаш го одложивме. Стално имаме проблеми со времето, бидејќи... На колку пати одложуваше концертите уствари Па, ова не, лето? се случи, не, ова беше само еднаш. Само Љубаниште го одложивте заради времето? Го одложивме бидејќи имаше лоша најава, меѓутоа имаше лоша најава и за самиот ден. Па на крај сподна се супер. Али на крај ето Свети Наум изгледа тука замеша прсти, дека блиску сме. До Свети Наум и помогна и времето беше стакло и беше стварно доживување бидејќи имаше и бродчиња, бродовите од Александрија доаѓаа со гости, и кампери многу луѓе си доаѓаа и со автомобили и беше едно магично доживување бидејќи Љубаниште сам по себе си е толку екзотичен камп, навистина многу чиста слободно. Да. Овде е слободно. Како се поминуваш ти на твоите концерти? Тоа ме интересира. Публиката секогаш се поминува одлично. Гледаме тоа нели по видеата. Јас сум била неколку пати на концерт кај тебе, ама тебе како ти е? Мене ми е како што му е на публиката, дури сигурно и поубаво бидејќи последниот пат концертот во Љубаниште беше со поголем ансамбл. Имав 10 музичари бевме на бината, со пратешки вокали, со перкусии, со клавиатури, дувачка секција, ритам секција и беше навистина еден мокен, убав, богат звук со неверојатни музичари, со неверојатна енергија, како кај нас, така и кај публиката, така да имаше играње. Јас се забавував на бината. Тие моменти се стварно убави, бидејќи тогаш кога се отпуштиш и најдобра конекција има со самата публика. Така да стварно беше некој пат малце поофицијален настап, меѓутоа овој последниот настап беше стварно нешто што ќе зборуваш уште долго време. Меѓутоа, еден од оние концерти што не се одржа ова лето беше твојот настап на Пивофест во Прилеп. Иако беше најавен, неколку дена пред концертот ти преку социјалните мрежи најави дека нема да пееш во Прилеп. Што се случи? Нема да свирам во Нема да свириш, па добро, свириш, пееш, ама и пееш, плотче. Така. Вака, јас тоа морав да го направам од професионален аспект, бидејќи многу луѓе ме очекуваја, добив толку многу пораки, се радуваа луѓето што ќе доаѓам Прилеп. Меѓутоа, во последен момент добивме известување дека поради финансиски проблеми тоа беше имејлот кој тие го пратија. Јас тоа го соопштив, ништо значи претенциозно или слично. Ти се јави некој од организаторите, потоа дали се слушнавте да ти кажете зошто нема да пееш? Тие ми го препратија имејлот кој ми го прати Пивофест. Така да тоа беше точно што го кажав. И по тој аспект, бидејќи претходно имаше реклама со мене и со другите. Да, имаше и плакати. Значи имаше најава со моето име и со други уметници музичари кои не настапија. Меѓутоа, чим се откажат последен момент, значи јас морав да ги обавестам на моите фанови и на сите тие кои сакаат да ме видат да настапам во Прилеп. Дали ти беше криво сепак што не настапи?
Па Беше ли лут, можеби? Не, воопшто не бев лут. Јас нормално добро е кога се работите се направат со време и не од апансас, така да е така промена, меѓутоа јас сум професионалец, да си продолжувам со моите ангажмани, воопшто не се замарам со ништо. Мене ми е само желба да луѓето кои и сакав да ги пренасочам нормално, јас имав прекрасни 2 концерти во Монастери Winery. Веднаш после тоа ги пренасочив, тие што сака да ме видат Да во те видат Прилеп, да дојдат таму. да дојдат таму. И многу луѓе дојдеа. Значи многу луѓе од Прилеп дојдеа специјално за настапов. И од Кавадарци, и од Скопје и секаде. Од Црна Гора. И јас колку што се сеќавам на твоите настапи каде год да свириш, доаѓаат луѓе буквално од цела Македонија за да Да, наистина го рачунам тоа како благослов, бидејќи тие што доаѓаат на моите настапи искрено ме почитуваат, ја сакаат тоа што го работам, го ценат тоа што ја представувам Македонија и не само Охрид, него цела наша држава ја представувам надвор нонстоп од нашиве граници и не, тоа го правам со многу љубов. Јас знам дека и во Скопје кога имаш ти концерти дека доаѓаат буквално од сите околни места за да те слушаат да свириш заради тоа што па и не свириш толку често кај нас. Така. Ти во моментов спремаш турнеја? Да. Каде и да е во октомври рече дека ќе одиш во Америка? Да, крај на октомври. Сега класично јас и кога беше ковид периодот имав турнеи. Ти пролетта беше Бев и во Америка, пролетта, бев да. и зимата пред тоа, така да патувам јас покрај тој, сега е малце поотпуштено, меѓутоа не може да знаеш, све се менуваат. Сега ќе имам поголема турнеја во ноември, градови? декември, па значи во Флорида, во Њу Јорк, во Мичиген, во Охајо, во Висконсин, во Калифорнија. Така да ќе имам во Цела Америка некако ќе ја свртиш сега со концерти уште овој се пат. потврдуваме некои настапи и Дали ќе настапуваш можеби во Blue Note, за кој што знам дека ти е едно од омилените места каде што свириш, а при тоа еден од најпопуларните американски џез клубови. Да, најпознатиот џез клуб во светот, слободно можеш да кажеш, Blue Note Jazz Club, таму имав чест да свирам 7 пати, од кои 2 пати на познатиот Blue Note Jazz Festival, кој го организираше клубот. Дали имаш свој бенд со кој што свириш или кога ќе ги договориш датумите за концерти, се слушаш со музичарите, пријателите со кои што се работуваш изминативе години, па ако се соберете тројца, ако се соберете 10, Не, никој па не е така, стално си е професионално и точно се знаат колку се, дали се 6, дали се 7, дали се 10. Значи тоа ако е нешто прекрасно таму што го добив, дури студирав, е многу познанства, многу контакти. Така да секаде во било кое место додам, дали било то Њу Јорк или Бостон или Вашингтон или Лос Анџелес или Мајами, секаде имам пријатели да ти студираше на контакти. Беркли, уствари на најпопуларниот музички коледж во Америка. За популарна музика, за џез и популарна музика е конкретно прекрасена е како институција прекрасен Беркли, меѓутоа исто така тие познанства се посебен дел кој мора да се издвои. И јас кај да свирам знам луѓе, тие знаат други луѓе, јас веднаш го формирам бендот таму ако нешто имам изобилие на музичари. Така да секаде познавам екипа кај што ќе се собериме, ќе ги извежбат моите материјали, аранжмани и ќе настапам дури да не сум се запознал со нив претходно. Тоа е убавината, кога му пратиш ноти, аудио снимки, тие ќе го навежбаме И се разбирате од одма. Првата проба е како да сме свириле цел живот заедно. И после добиваш нови пријателства, твојата музика, бидејќи стално настапувам со авторска музика, моја музика стално звучи свежо, преку други луѓе, преку друга, се секој има посебен музички израз. Ти во Њу Јорк едно време држеше и часови по гитара. Да. Дали во сите тие луѓе што дошле всушност да научат нешто кај тебе, се случило да ти се појави некој толкав антиталент што си рекол немој дете, подобро оди си, не ми го троши времето, не си го троши времето. Или секој може да научи? Реално не постои толкав антиталент, јас поради моето искуство, бидејќи тој што има желба, тој што е сепак талентот е само еден дел. Мораме да имаме се друго е работа и фокус и желба. И ако човекот може да е малце да кажам, ако ќе вернуваме помалку или поќе талентиран, ако е упорен, на крај ќе постигне поголеми резултати него тој што бил поталентиран, ама мрзелив. Како да заграме, ајде да побрзаме до Канел.
Ти толку време живееш во Америка, всушност си некако на релација Америка-Охрид. Да. Едно време, поголемиот дел од годината го поминуваше во Америка, тука доаѓаше на по некоја недела, ама сега некако како базата да ти е во Македонија, таму одиш само по потреба кога имаш настапи. Ти фали ли брзиот живот во Њу Јорк, не знам, градот, сите оние настани што случуваат таму или некако мирот си го најде во Охрид, па Њу Јорк е само нешто на неколку дена што сакаш да го конзумираш? Знаеш како све е на што ќе му даеш приоритет, на што ќе му даеш вредност повеќе и содржина во животов е сами се ја правиме. Така да јас сум бил и се уште одам таму, порано бев претежно така повеќе во Њу Јорк, потоа некако пред ковид, значи да се случи пандемијата, почнав да патувам многу и во Азија и тука некако бев помеѓу Азија и Америка. После почна ковидот, ме фати во Њу Јорк и после се решив како што е цело време вака малце турбулентно, базата поќе да ми биде во Македонија и да одам таму по потреба, за турнеи, за снимања и ангажмани воопшто, професионални. Што и моментално најмногу ме исполни, искрено, бидејќи тука поќе време можам да поминам со семејството. Да, ти си многу близок со твоите? Близок сум точно, сакам да сме поека време не можеме да го вратиме назад. И многу луѓе се кајат после тоа го поминале во отсутност на некои убави моменти. Така да од порано имав сон да избалансирам таа работа, значи да сум се почесто дома во Македонија, бидејќи јас тука тука завршив гимназија, средна школа, основна школа и заминав на студии во Америка. Сум поврзан многу со Македонија и со Охрид и вака некако сум најисполнет. Патувам нон-стоп, меѓутоа сега сум повеќе време во Охрид него ли било кога што сум бил во животов пред да заминам Америка. Кога на твоите пријатели од Америка им раскажуваш за Охрид, која е првата работа што им ја кажуваш? Стално различна работа, зависи на што ќе падне муабетов. Меѓутоа им кажувам дека е едно од ретките места што се заштитени под УНЕСКО како природа и како град, како историја. Значи, тоа е навистина ретко, обично или само езерото би било, или пак и некој археолошко, како Ефес и било како наоѓалиште, меѓутоа тука е и градот и езерото што навистина е една реткост и тоа му го кажувам прво најверојатно. Меѓутоа му кажувам исто за таа топлина во која сум растел, предноста да растеш во помал град, наспроти џунглата на Њу Јорк и на една голема метропола така, е убав контраст и ако ги доживееме двете работи, ќе сме навистина комплетни. Дали некој од твоите пријатели дошол во Охрид само заради приказните што си му ги раскажал? О, многу пати. И се уште доаѓаат. Така да нив ги, знаеш како американците се помалку приврзани за родните места. Ти едноставно патуваат, ќе се родат пример во Сент Луис, ќе завршит во студии во Чикаго, ќе се пресели во Калифорнија и ние сме малце поприврзани, барем тие генерации јас кога растев за таму кај што ни дал Господ душа, така сакам да кажам, на местата кај што сме се родиле и многу ги фасцинира таа моја љубов спрема Македонија, спрема Охрид и многу дошле. Многу мои колеги дошле, со многу сум настапил тука и на Охридско лето и порано и во секој случај убаво е што има и што да видиш, не е само мојот роден град, него е стварно една атракција туристичка и сите работи си се совпаѓа на некој начин. Охрид живее во текот на летото, меѓутоа, нели, ти си тука во текот на целата година. Како го поминуваш времето, да речеме, преку зима, кога градот не е исполнет со туристи? Па обично тогаш и турнеите ми се, така да тогаш сум јас динамичен, ама и да се погодам тука на зима, се уживам бидејќи имате посебна магија градов на зима, така многу слави се тогаш се многу празници, собиранки дома. Така, и иако сега беше тоа на стендбај ради ситуацијава, сепак ќе се врати во живот, и доста е динамично тој период. Луѓето погрешно мислат, Охрид би бил прекрасен како туристичка дестинација и на зима, бидејќи Јабланица држи малце појќе снег од Галичица, али генерално тука се планините, значи може и да се спојат и тие работи потенцијално во иднина како туризам, скијачки ресорти и така натака.
мислам дека ги имаме сите услови и да имаме и зимски туризам тука. Сега јас некаде прочитав дека кога си бил мал си сакал да бидеш Индиана Джонс. Да. Ликот од филмот или археолог? Па јас мислев тогаш дека археологот е ликот од филмот, мислев дека така археолозиве навистина се авантуристи. После сватив дека 90% од времето тие поминат читајќи книги во библиотека, анализирајќи ги тие записи, наоди и помалку динамично него што мислев. Меѓутоа јас повторно имам пасија за археологија. Да, колку те привлекува археологијата? Многу, а за историја генерално сакам, секаде кај идам ги посетам музеиве, имам страст кон стариве камења, кон стариве агори на градоите, кон театрите. Пред да ти кажам благодарам за приубавиот ден што не го приреди тука во Охрид, морам да те прашам. Планираш ли некогаш во живот да ја скратиш косата? Не, зашто? Чим сум ја скратил досега, зашто некако лесно ми е. Видов сега скоро една слика кај што си со кратка коса, многу добро изгледаш. Фала ти, Адријанче. Тогаш бев студент. Значи, тоа пред 5-6 години сликата е направена. Пред 5-6 или пред 5-16? Малку да се насмееме. Тогаш имав кратка коса, да. После си ја пуштив, не се замарам повеќе ни со бербери, ни со ништо. Многу ми е Сам да не се шишаш на крај кој ќе треба да ја поскратиш. Да, можам и да се скратам. Вистина не ми е толку битно. Значење му давам повеќе на други работи. Ти благодарам уште еднаш за преубавиот ден. Ти благодарам и јас. Стварно беше пријатно стално со тебе, дека си ми пријателка и стално се отпуштени нашиве разговори.